Подобро познатата маршрута од пред зградата на ССМ преку Собранието и Стопанската комора па се до владата. Работниците излегуваат на протест. Со минималец од 25.000 денари едва се врзува крај со крај. Недозволиво е, велат од ССМ, да се остават работниците да преговараат со работодавачите. Според првиот човек на синдикатот Слободан Трендафилов, нема повеќе изговори. Вели, оние кои ќе решат да седат дома даваат поддршка на политиката за ниски плати и ги повика сите работници на 28 јануари во 17 часот да дојдат пред работничкиот дом. Доколку нема слух од надлежните, Трендафилов вели, ќе се превземат и други порадикални чекори. Нашите плати сме ги изработиле, ги заслужуваме и сметаме дека е потребно да бидат зголемени. Работниците кажаа и во анкетата на ССМ дека даваат поддршка на следните чекори кои ќе ги превземаме. Ова е само првиот чекор од низата чекори кои ќе ги превземаме во наредниот период, а кои ќе значат дополнителни протести, дополнителни блокади, генерален штрајк во јавниот сектор, а доколку немаат слух, ќе им собереме и 10.000 потписи, ќе станеме овластен предлагач на законите, ќе побараме намалување на функционерските плати за 78% и ќе побараме зголемување на работничките плати за 600 евра минимална плата. Од ССМ ги повика и останатите синдикати да им се придружат на протестот в среда, бидејќи велат сите се соочуваат со истото. Платите останале исти, а животните трошоци секојдневно растат. Според пресметката на синдикатот, за само еден месец вредноста на минималната синдикална кошничка е зголемена за околу 1000 денари. Ние во оваа година не видовме драстично зголемување на работничките плати, а само во месец јануари се зголеми вредноста на синдикалната минимална кошница и од овој месец по 1000 денари едно семејство посиромашно. Веќе, дури и зголемувањето на пензиите, инфлацијата го изјаде само со јануарската вредност на синдикалната кошница. Инаку во март, согласно законското согласување, минималната плата треба да се зголеми за околу 1500 денари. Надлежните се настават дека за повисок минималец во рамки на економско-социјалниот совет треба да се договорат работодавачите и синдикатите. И секој постигнат договор, владата велат ќе го испочитува.